Добро вечер од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Во ова издание за прашањето за името за нашата редакција говорат сенаторот Бен Кардин и министерот за надворешни работи на Шведска Карл Билт. Но најпрви најновите вести. Иранската полиција употреби водени топови и солзавет за да ги растера денешните антивладини протести кои се совпаѓаат со собирите на одбележување на 30 годишнината од заземањето на американската амбасада во Техеран од страна на милитанти. Според очевидците, полицијата тепала и апсела активисти на плоштадот Хафт-е-Тир, каде стотици иранци се сообраза да ја покажат својата поддршка за реформскиот опозицијски лидер Мир Хусейн Мусави. Истовремено илјадници иранци извикуваа слогани "Смрт за Америка" на одвоен собир пред затворената амбасада на САД во Техеран. Американската државна секретарка Хилари Клинтон вели дека за САД изградбата на израелски населби на палестинска територија е нелегитимна. Клинтонова го изјави во Каиро по разговорите со египетскиот претседател Хосни Мубарак, што се однесуваа на блискоисточниот мировен процес. Таа додаде дека САД би сакале Израел сосема да ги прекинат градежните активности во овие населби. Кандидатите на Републиканската партија извојуваа голема победа на избори во клучни сојузни држави. Тие добија две клучни гувернерски трки во Вирџинија и во Њу Џерси, кои наголемо се сметаат за референдум на администрацијата на председателот Барак Обама. Во Вирџинија победи Боб Макдонал, а во Њу Џерси демократскиот гувернер Џон Корзаин го загуби местото од републиканецот Крис Кристи. Блокот на независни гласачи, кои сега победата им ја дадоа на републиканци, пред една година му ја даде довербата на председателот Обама. Овој пресврт може да е проблем за демократите во 2010 година, кога сите места во представничкиот дом ќе бидат отворени за гласање. Демократскиот сенатор Бен Кардин вели дека спорот меѓу Македонија и Грција околу името е решлив. Тој за време на недавнешната посета на Атина добил впечаток дека новата влада на Грција ќе бара решение за ова прашање. Со сенаторот разговараше Јане Бојаджиевски. Во Атина, каде предводеше меѓупартиска конгресна делегација на самит за безбедноста во енергетскиот сектор и климатските промени, сенаторот Бен Кардин разговарал со новиот грчки премиер Јоргос Папандреу и добил впечаток дека бара начини за решавање на некои од долготрајните спорови со соседите. Конкретно за спорот за името, Кардин коментира: Well, clearly that is the principal problem that is blocking. Очигледно тоа е главен проблем што го блокира напредокот во регионот меѓу Грција и Македонија. Се надеваме дека ќе има решение за името што ќе биде прифатливо за сите страни и дека ќе се преговара со добра волја за да се најде решение за ова прашање. Сенаторот, кој е претседавач на Американската Хелсиншка комисија, смета дека прашањето е решливо, доколку обете страни се подготвени на, како што ги нарече, разумни отстапки. As is in most cases, both sides need to be reasonable. Како и во повеќето случаи, обете страни треба да бидат разумни, да бидат подготвени да направат разумни отстапки. Мислам дека ова прашање е решливо. Разговарав со лидерите од двете земји и се надеваме дека ќе може да се реши. Прашањето беше блокада за НАТО, но има и други прашања што треба да се решат за членство. Се надевам дека двете страни ќе седнат на маса и ќе бидат разумни. Мислам дека сакаат да направат ова да успее. Ќе успее. Минато неделната средба во Брисел меѓу премиерите на Грција и на Македонија според него е позитивен знак за отворена комуникација и од ИСАД сакаат да го охрабрат тој тренд. Позицијата на Соединетите Американски држави веќе неколку години е за понатамошно проширување на НАТО, рече Кардин, што е уште една причина зошто Вашингтон сака прашањето со името да се затвори. Сенаторот Кардин изрази поддршка за учеството на македонските војници во мисиите во Ирак и во Авганистан и оцени дека и натаму ќе поддржува земјата на незиниот пат кон НАТО. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. А еве што за прашањето за името изјави Карл Билт, министер за надворешни работи на Шведска, која во моментов преседава со Европската унија. Со него разговараше Јане Бојаджиевски. Министерот за надворешни работи на Шведска, земјата која во моментов е председава со Европската унија, мисли дека има добри изгледи за започнување на ново раздобје во преговорите. Се надевам дека ќе има продолжеток на разговорите за прашањето за името. Треба да се види дека постои момент на можност, што нема да биде мош недолго време. Сега е време да се најде решение за проблемот. Сите знаат дека треба да има компромис. Компромисите не се неопходно најпопуларната работа на Балканот, но тоа е начинот на кој ќе ја придвижиме Европа напред.
Билд, кој во Вашингтон учествува на самитот САД Европската Унија, смета дека прашањето треба да се реши и што е можно побрзо. Притисокот нема да дојде од надвор, ќе дојде од самите земји. Треба да дојде до решавање на овој проблем. Сите знаат дека треба да се реши поскоро или подоцна. Тогаш, зошто подоцна, кога може да се реши поскоро? Потребна е известна доза на политичко лидерство во Атина и во Скопје, но мислам дека сите знаат приближно како ќе заврши. Па тогаш, зошто да се чека, зошто да не се стори сега? Според Светската здравствена организација, глобалниот животен век би можел да се зголеми за речиси 5 години, а доколку се отстранат ризичните здравствени фактори, би можело да дојде до намалување на предвремените раѓања. Повеќе од следниот прилог. Извештајот вели дека 5 ризични фактори – сиромашна исхрана во детството, небезбеден секс, алкохол, лоша јавна и лична хигиена и висок крвен притисок – се причини за 1/4 од смртни случаи во светот секоја година. Извештајот вели дека без овие ризици, животниот век во глобала може да биде продолжен за близу 5 години и да се намали бројот на предвремени раѓања за милиони. Стивен Морисон е директор на глобалната здравствена политика во Центарот за стратешки меѓународни студии во Вашингтон. Тој вели дека светот во развој е под двоен удар од заразни болести и од хронични болести, при што хроничните произлегуваат од начинот на живот. It says that if you really care about the health. Тоа значи дека ако сакате да изградите стратегија на овој план, ќе треба да почнете да обрнувате внимание за тоа како земјите во развој се справуваат со алкохолот, пушењето, гојазноста и неактивноста. 8 различни фактори се одговорни за 75% од случаите на коронарни срцеви болести, што се водечки убиец во светот, вели извештајот. Срцевите болести некогаш се сметаа за болести на богатите земји, но сега најголем број на смртни случаи од срце се случуваат во земји во развој. Па сепак Светската здравствена организација потенцира дека неухранетоста во сиромашните земји е помал ризик за здравјето во глобални рамки отколку гојазноста во побогатите држави. Утре во Newsflash, 20 години подоцна, како паднат зидот. Тоа е се за ова издание. Ова беше Гласот на Америка на македонски и ТВ журналот Newsflash. Јас сум Јулија Вилковска. За сите најнови содржини, секако погледнете нашата веб страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието, пријатна вечер и гледајте на утре.